ВМРО ДПМН денеска ја оцени како политички памфлет презентираната програма што би ја имала идната влада, што на пресконференција ја представи лидерот на СДСМ Зоран Заев. Антонио Милошовски го повтори барањето на оваа партија или СДСМ да ја отфрли албанската платформа и да прифати поддршка од ВМРО ДПМН за малцинска влада или да се оди на нови предвремени избори. Дуи не се согласува дека двојазичните банкноти и униформи се неуставни, вели за Радио Слободна Европа портпаролот на партијата Бујар Османи. Ние сметаме дека се целосно во рамки на уставот, како што се и пасошите што се користат низ цела територија, па и надвор се двојазични веќе со децении, вели Османи како реакција на пресконференцијата на Заев. Полицијата, која со интерна потерница трага по осомничениот бизнисмен Сеат Кочан, не го лоцирала во неговиот дом на адресата што се води на улицата Димче Мирчев, дознава Нова ТВ од МВР. Адресата е во блокот спротив МВР, во истиот блок во кој што живее и поранешната министерка Гордана Јанкуловска, како и синовите на пратеничката Силвана Бонева и генералниот секретар на владата Кирил Божиновски. Во МВР попладнево пристигнало барање за притворање од кривичниот суд и се постапува по него.